Кристина Атовска, втор пат добро утро ова утро. Гледам дека си Добро утро, Сашо. на главното шеталиште Ќе ве во зам- Лвив, предпоставам. Да, ќе ве замолам само друг пат да ме вклучувате побрзо веднаш откако ќе добиете слика, затоа што знаете дека овде ресурсите ни се ограничени. Да, сега се наоѓам во моментов на главното шеталиште. Дојдов пеш од местото каде што сум сместена. Ова зад мене што го гледате е Лвивскиот прес-центар, медија центар. Ова е местото каде што прво доаѓаат сите новинари кои ќе дојдат во градот, а потоа се останато, потоа прават обиколки, разговараат, а меѓу другото овде може да се најде некаква основна инфраструктура и основни информации кои се нужни за новинарите. По пат навака до ова главно шеталиште, како што го нарече ти, пешачев со двајца мои колеги од Данска кои се сместени на истото место на кое што сум сместена и јас. Тие се тука веќе неколку дена, бидејќи имаат своја екипа во Киев и они се практично некоја резервна екипа за да тргнат натака во случај таму нешто да се случи. Што се однесува до снимањето овде, нивното искуство, она што ми го раскажаа сега додека пешачевме кон прес-центарот, ми кажаа дека на многу места практично им било забрането да снимаат, односно ги биле сопрени од службите, им било побарано да ги избришат тие материјали. Тоа значи дека ние новинарите сепак има места кои што или згради цивилни кои што сепак се од некаков стратешки интереси кои што не сакаат украинските власти да бидат снимени, што е и разбирливо и многу нормално во една ваква состојба на војна. Кристина, за крај да те прашам, бидејќи знам дека и намов дека времето ни е ограничено, што е расположението во градот? Гледам дека нема премногу луѓе, не знам колку е сега, можеби и прерано, 10 часот е наутро, можеби е прерано за шетање. Каква е атмосферата која што ја сведочиш? Луѓето се предпоставам дека мора да се под некаков притисок. Така е, притисокот се чувствува насекаде, страф има насекаде, но сепак овде е веќе 11 часот и на шеталиштето може да се забележат луѓе, можеби не онака како што тоа било случај претходно пред да се случи ова, но сепак низ градот еве како што може да забележите, луѓе слободно се движат, страф секако дека постои и тоа голем. Особено новинарите кои се тука од другите држави да известуваат, тие постојано сведочат за тоа колкав е всушност стравот и паниката овде во градот, иако е ова еден од побезбедните градови. И можам да кажам дека овде се сместени голем дел од луѓето од оние најбомбардирани, најкритични градови како што се Харков, Одеса, а не сакаат да ја напуштат Украина, сите тие се дојдени и засолнети овде во Лвив. Што се однесува до безбедноста, вака на улица не би можеле да забележите дека нешто се случува, бидејќи сите одат нормално, никој не носи панцири, шлемови, буквално се е нормално, меѓутоа мора да сите се подготвени на тоа дека сирените може да почнат да свират во секој дел од денот или ноќта, а во таков случај мора да се придвижите кон најблиското засолниште. Јас се уште не ги знам точните локации на сите засолништа во случај ако тоа се случи додека сум во движење, но и за тоа има инструкции овде во прес медија центарот, а тоа е дека треба да се следат локалците кои го знаат најблиското засолниште. Страф постои, но луѓето се обидуваат да живеат, да изгледа како да живеат некаков нормален живот овде во Лвив. Исто така можам да кажам дека на секоја точка од градот постојат такви пунктови за информации, каде што стојат хуманитарци, каде што нудат помош на секој нов кој што ќе влезе во овој град. Крис, за крај, сосема за крај да те прашам, какви се врските помеѓу Киев и Лвов? Постои ли некаква, да кажем, проводност, железница, автопат, нешто, или се тоа веќе вон можноста да се стигне до Киев? Она што е вон можноста да се стигне до Киев е
копнениот пат, односно патот со автомобил или автобус. Не физички невозможно, бидејќи има еден влез во моментов останато во Киев, но кажувам невозможно затоа што во изминатите неколку денови секој кој што се обиде да влезе таму се соочи со пукања и со опасност. Така впрочем загина и наши колеги од Соединетите Американски држави. Затоа овде кога ќе дојдете ве советуваат дека ако сакате да влезете во градот, најдобро е тоа да го направите со железница, односно со воз, бидејќи секој друг транспорт е значително понебезбеден. Крис Атовска, благодарам. И не само таму што ви кажуваат, туку и ние кажуваме овде дека не постои новинарска сторија која е поважна од сопствената безбедност и живот. Да, Сашо, можам и само уште, ако ми дозволиш, да кажам дека откако се случи смртта на нашиот колега во Киев, постои огромен страв кај новинарските екипи од било кој дел од светот. Она што можев да го забележам е дека огромен број екипи кои сакаа да влезат во Украина не го направија тоа. После таа случка и останаа на полската граница, сите се таму на железничка, но ниту една екипа од нив повеќе не доаѓа во Украина. Сите останаа од таа страна на границата и овде кога ќе дојдете можете да ги забележите само новинарите или новинарските екипи кои биле претходно сместени или веќе пристигнати во градот. Така што после смртта на новинарот при влез во Киев, можам да кажам дека кај нашите колеги новинари постои огромен страв од доаѓање овде во Украина. Да, се работи за онаа случка каде што екипата на Fox News, која што со автомобил патува кон Киев, беше нападната со оган, загина нивниот репортер, загина и еден човек од продукцијата, а уште еден е ранет и тоа е ова случка за која што говори Кристина Атовска. Благодарам многу, од Лвив се слушаме утре во редовното издание, а ти ќе бидеш и на страниците дигитални на порталот на Слободен печат, претпоставувам и во текот на денот. Благодарам уште еднаш.